Во четврток во Лондон, вице-премиерот Александар Николовски ќе стави подпис на договорот влада со Обединетото кралство, со што Македонија ќе добие на располагање 6 милиарди евра за капитални проекти. Ова било одлучено на денешната владина седница, откако министрите го прифатија меѓувладиниот договор. Станува збор за финансиска рамка која државава може, но и не мора да ја искористи целосно. Првиот циклус инвестиции ќе е во железничката инфраструктура и во здравството во висина од околу 2,2 милиарди евра. Пругата е дел од коридорот 10, кој што ги поврзува Табановце со Гевгелија. Тој проект опфаќа целосна модернизација, реконструкција и изградба на уште еден паралелен колосек. Практично ќе имаме 2 колосека сега. Го завршуваме проектот за клиничкиот центар во Штип, со што овој дел од државата ќе добие вистински современа и модерна здравствена нега, вклучително и медицински факултет и студентски дом со 200 легала. Станува збор за проектно финансирање по половни услови, уверува вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Деталите треба да се прецизираат по потпишувањето во Лондон, со што ќе се знае правната рамка. Според досегашните информации, финансирањето и враќањето на парите ќе зависи меѓу другото од реализација на проектите. Заложбите на владата се да се постигне договор кој ќе дозволи да се почне со враќање на парите откако проектот ќе стане профитабилен, односно грес периодот да е еднаков на времето потребно за завршување на проект. Нема да се работи за фиксно финансирање, туку финансирањето ќе е врзано со проектот. Кај некои проекти рочноста ќе е пократка на враќање, кај некои ќе е подолга. Тоа ќе зависи од кондицијата на македонската економија и буџет, но исто така и од реализацијата на проектите. Според Николовски, каматната стапка ќе е подобра од било кој заем кој го добила државава претходно. Моменталните проекции за вредноста на првите проекти се дека пругата од Табановце до Гевгелија треба да чини околу 1,9 милиарди евра, додека клиничките болници во Штип, медицинскиот факултет во Штип и студентскиот дом во Штип, како и реконструкција на болницата во Кичево, ќе чинат околу 200 милиони евра.